Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во најновата Откриени тајни на телевизија 24. За денес подготвивме една доста интересна тема која впрочем е и на ваше барање на социјалните мрежи. Посакавте да разговараме за тоа како да се справиме со стравовите од иднината. Токму на оваа тема денес заедно со доктор Жарко Костовиќ разговараме во најновата Откриени тајни. Затоа останете на телевизија 24. Тука го започнуваме разговорот на денешната тема и секако тука веќе ќе ги добиеме и одговорите поврзани на денешната тема како да се справиме со стравовите од иднината. За таа цел секако дека и денес повторно заедно со нас е доктор Жарко Костовиќ, мотивационен говорник. Жарко, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, Сања, добар ден до нашите стари нови гледачи. Имаме доста интересна тема за разговор, секако на барање на нашите редовни гледачи, оние кои што редовно ја следат Откриени тајни, посакаа денес да зборуваме на оваа доста интересна, но и многу значајна тема. Сигурна сум дека сите имаме некои стравови од иднината, а во рамки на денешната емисија секако ќе ги побараме одговорите како да се справиме со нив. Но за самиот почеток, дали можеме да го дефинираме поимот страв? Така е, значи во оваа емисија ќе разговараме за нешто за кое што сме разговарали предходно, можеби не било насловена емисијата вака. Ова е по желба на нашите гледачи, значи да дискутираме за тоа како се справиме со стравовите за иднината. Ке зборуваме за стравот, ке зборуваме за иднината. Фактички кога ќе размислиме стравовите и се поврзани најчесто со иднината, па затоа и многу соодветно насловена самата емисија како се справиме со стравовите за иднината. Стравот е фактички неволност да се погледне во нешто. Ако се присетиме кога сме имале страв од нешто, ќе видиме дека сме го избегнувале тоа нешто, не сме сакале да го соочиме, не сме сакале да го восприемиме тоа нешто. И така можеме да го дефинираме стравот, дека е неволност да се восприеми, искуси или да се соочи нешто. Без разлика дали е тоа куќе од кој што се плашиме, без разлика дали е тоа некој настан, состанок на кој што ни е страв да отидеме, ќе видиме дека она што го дефинира стравот е неволност да се соочи, да се восприеми нештото, да се искуси нештото, или со едноставно кажано неволност да се комуницира со тоа нешто. Фактички, ако размислиме дека ние како битија сме нешто кое што може да восприеме, и нашата свесност не е ништо друго, туку восприемање. Колку сме посвесни за околината, толку повеќе имаме волност да комуницираме со сите сетила, со нашата околина. На некој начин ја восприемаме или ја искусуваме нашата околина. И тоа е животот. Колку сме поживи, колку сме повисоко со емоциите, толку сме послободни и толку сме поволни да влеземе во комуникација со се што е околу нас. И поради тоа стравот го убива животот. Поради тоа што стравот е целосно спротивно на животот. Дефиницијата за живот е тоа. Гледате, ние како живи битија, како свесни битија, восприемаме. Со други зборови сме во комуникација со нашата околина. Стравот ни го редуцира животот поради тоа што не тера да не бидеме во комуникација со некој дел од таа околина која што не плаши. И на некој начин се изолираме во животот, од животот, се затвараме во себе, на некој начин како да влагаме во буре, каде што сме сигурни, но гледайте, можеби не може некоја опасност да дојде до нас кога сме во буре. Може тоа да биде ментално буре. Гледайте, во некоја ментална школка се затвараме, едноставно не сме дел од животот. И можеби вистина не може ништо да не нападне во тој момент, но ние тогаш веќе не сме дел од животот, се повлекуваме од животот, од убавината на животот и сите работи кои што животот ни ги дава, поради тоа што сме повлечени и не сме волни да искусиме се. Во една од минатите емисии зборувавме дека човекот за да биде, за да искусува, треба да е волен да соочи нешто што е позитивно и нешто што е негативно. Во оваа ситуација на стравот можеби за нас мислиме дека е нешто негативно и не сакаме да го искусиме, поради тоа што се плашиме од последиците, што ќе се случи ако го искусиме тоа, можеби нешто ќе не нападне, ќе ни предизвика болка и така натаму. Но животот е составен од добри и од лоши работи, од среќи, од болки, и ако не сме волни да го искусиме тоа, на некој начин се повлекуваме и не сме дел од животот. Затоа стравот е целосно спротивен на животот и го убива животот. Во текот на животот секако дека се менуваат работите. Дали со тоа како оди животот понатаму се зголемува и стравот?
Како е поврзан всушност стравот со емоциите кои што ги чувствуваме, вербата која што имаме, оптимизмот кој што го поседуваме? Едноставно, како можеме да го доведеме во тесна врска стравот со тонската скала? Гледате, кога сме живи, кога сме волни да искусиме, кога зборувавме за самодоверба, за сигурност, ако иземе како нешто кое што е спротивно од стравот. Кога имаме страв, фактички немаме сигурност, немаме самодоверба. Рековме дека сигурноста и самодовербата е волност да се искуси, волност да се заземе простор, едноставно волност да се комуницира со околината. И при тоа немаме некаква идеја дека ќе се деси нешто негативно. Оптимизмот, зборувавме за оптимизмот, е верба дека позитивни и убави работи ќе се случат. Гледате, можеме да имаме толку верба, сигурност и самодоверба во себе, да знаеме дека секакви проблеми, препреки, некои удари кои што животот може да ни ги нанесе, дека едноставно ќе ги надминеме. И тоа не прави да се чувствуваме високо со емоциите, да имаме сигурност, да имаме самодоверба. Но животот е таков да со текот на животот имаме и загуби. Имаме негативни искуства кои што ни се случуваат. Трауми, повреди, не сме успеале да си ги постигнеме целите, сме имале разочарувања. Сето тоа е снимено во подсвеста. И гледате, наредните моменти како тоа функционира е дека кога ќе се обидеме нешто да постигнеме повторно, сакаме нешто да искусиме пак. Гледате, сме влегле во некој проект, сакаме да започнеме некоја врска, сакаме да направиме нешто ново, повторно. Ни се реактивираат тие негативни искуства на подсвесен начин од минатото и фактички стравот почнува да не надвладува. Но она што е интересно е дека стравот се јавува се додека не почнеме со нешто. Она што е интересно за стравот е дека стравот не колеба да ја донесеме одлуката. Никогаш кога ќе почнеме нешто да правиме, немаме страв. Ето обично стравот е секогаш на самиот почеток. Пред да почнеш да го правиш нешто. И затоа не прави да се колебаме. Ја донесов исправната одлука или не. Видите, во моментот кога човекот ќе донесе одлука, веќе нема страв. Стравот е обично поврзан со самиот почеток. Пред да тргнеме нешто да направиме. Тогаш премногу почнуваме да мислиме. Ете, дал ќе биде ова најдобро. Секогаш сакаме да го добиеме најдоброто од животот. Секогаш сакаме да ја донесеме најдобрата одлука. Секогаш сакаме да биде најдобар резултатот. И тоа е точно, и тоа е така. И така треба да биде. Ние треба да ги донесеме вистинските и правилните одлуки врз база на податоците кои што ќе ги собереме за да ја донесеме вистинската одлука. Но гледате, кога сето тоа е поврзано со стравот од минатото, од минатите загуби, веќе почнуваме да се сомневаме во одлуката. Умот или еден дел од умот кој што е свесниот дел од умот, тој носи одлука многу брзо. Каде ние ја знаеме обично која е вистинската одлука. Стравот, односно минатите болни искуства, прават да имаме сомнеш во одлуката која што е многу претходно донесена и на многу брз и аналитичен и едноставно паметен начин. Но повторно ќе кажам, тие болни искуства, тие загуби од минатото не прават колебливи и ни го дават тој страв. И поради тоа е многу битно да се знае и да го поврземе ова со претходните емисии кога зборевме за карактеристиките на генијалците, дека не постои грешка. Видите дека секоја грешка е учење. Видите, ние не можеме да чекаме за да донесеме некоја одлука во животот, затоа што тогаш никогаш нема да бидеме дел од животот. Стравот не колеба и не прави неодлучни да донесеме одлука за да тргнеме и да направиме нешто. Но, гледате, ако имаме идеја дека од се можеме да научиме нешто, секој искуство може да ни има корист, секој искуство може да ни даде бенефит, тогаш нема да едноставно се стопираме да тргнеме во животот. Може би навистина баш тоа е нешто кое што ни треба. Па добро и да не испаднат работите како што сме планирале, секогаш можеме да ги коригираме работите. Гледате, никогаш не е ништо финално. Не е, секогаш може да се коригира некоја ситуација. Секогаш можеме да го подобриме тоа. Гледате, затоа што ние тргаме од аспект, од точка на гледиште со знаење и податоци кои што ги имаме сега во моментот. И ние тргаме дека знаеме и дека сакаме да донесеме најдобрата одлука и најдобриот резултат со податоците кои што ги имаме сега. Но како се одвива животот? Како ќе ја преземеме таа одлука? Како ќе се впуштиме во живеењето? Тоа што се случува е почнуваме да добиваме повеќе податоци. Видите, во еден момент како тргнуваме да чекориме во животот, животот ни дава плюс податоци кои што сега може да ни е промена точката на гледиште и затоа е убаво и едноставно да си го смениме мислењето во даден момент кога ќе сватиме дека можеби сме сгрешиле. Но не е проблемот тоа. Проблемот е да сватиме дека и самата грешка може да ни даде повеќе податоци и да направи паметни за наредната акција. И тоа кога сватиме нема да имаме страв
од пораз или страв од нешто лошо или страв од некоја лоша последица, затоа што не тргаме, барем се надеваме дека не тргаме со деструктивна мисла или идеја. Секојаш обично сакаме да тргнеме со нешто дека конструктивно сакаме да направиме, иако патем идејќи го тој пат од која сме донеле века одлуката, гледаме дека не иде како што треба, секојаш можеме да ја промениме одлуката и едноставно да одлучиме нешто друго. Жарко, околу нас има навистина голем број на луѓе, дел од нив секако позитивно делуваат на нас и на нашето делување, дел секако ни одземаат позитивната енергија, но можеме ли да кажеме дека постојат луѓе кои што наоколу сакаат, знаат и умеат да шират страв? Ако се навратиме и погледнеме тонската скала, тоа беше и претходното прашање, ќе имаме дека имаме жолти тонови кои што се позитивни тонови, и како паѓаме надоле по скалата на емоција, гледаме дека имаме црвени тонови како што се лутина, омраза, огорченост, антагонизам, и надоле паѓаме во плавите тонови, тука е стравот. Имаме скриено непријателство, страв, па после тоа имаме загриженост, очај и така натаму. Гледате, животот како ни нанесува проблеми, како ни нанесува загуби. Едноставно до толку многу тие порази во животот стануваат реални, да луѓето веќе повеќе акцент даваат на негативното и на поразите отколку на позитивното. Луѓето кога ќе паднат на таа емоција хронична на страв, гледате, имате хронични емоции кои што едноставно грото од времето се со нас, имате емоции кои што се краткотрајни. Можеби имаме кратко време страв, но фактички ние ќе се кренеме со емоциите високо и се наоѓаме на емоционален тон расположеност. Но за жал во текот на животот, како животот тече и како ни носи загуби, порази, удари, едноставно луѓето паѓаат хронично со овие емоции. Може да имате некој човек кој што е постојано загрижен, кој што е постојано на страв. И едноставно е тешко да се живее околу таквиот човек поради тоа што тој ви ги наметнува тие стравови на вам. Така, ако живеете со некој човек, таа емоција на страв едноставно влие врз вас и како енергија се пренесува на вас. Така, разговорите кои што тој човек ги прави, обично ви кажуваат дека не треба да посегнеш по животот и да искусиш, поради тоа што тој веќе толку многу изгубил, што е 100% сигурен дека ќе се деси повторно пораз. Лети, тој верува. Вербата не е проблем, но тој верува во негативното. Видите, луѓето кои што се во жолтите тонови веруваат во позитивното, веруваат во успех, веруваат во победа. Како паѓаме во скалата на емоции, почнуваме да веруваме во загубите. Тие стануваат предоминантни. И кога имаме такви луѓе околу нас, кога живееме често пати со нив, ќе видиме дека одеднаш почнуваме да се губиме ние, почнуваме да ја губиме нашата самодоверба. Поради тоа што ти сакаш да направиш нешто, ќе му искомуницираш на некој човек какви идеи големи имаш, што сакаш да направиш со твојот живот, дека ќе го постигнеш тоа, дека ова ќе го искрираш, дека ќе го направиме тоа. И одеднаш на некој начин ти посегаш, имаш удар по раката и ти вика, ама знаеш што, биди внимателен, па кај сега не е баш време сега тоа да го направиш, ама нема ти да успееш, па дај преиспитај се малку. Видите, те прави на некој начин сомничав во себе. И тие стравови почнуваат да доаѓаат во нашиот ум, таа емоција почнува да преовладува со нас и после едно време почнуваме се губиме ние. Видите, почнуваме да го губиме идентитетот. Колку често како тече животот, ќе видиме дека како старееме, почнуваме да заликуваме на некој од нашата околина. Личиме на таткото, личиме на мајката, личиме на дедото, имаме ставови нивни. Затоа што тие ставови се ставови кои што се комуницираат постојано на нас. И гледате, она што е интересно е дека луѓето ги насобираат туѓите стравови. Колку често ќе имаме страв од нешто кое што го имала нашата мајка. Страв, не знам, да не се запали куќата, или страв да не те ограби некој. Така и однаш имаш стравови во врска со тоа. Стравови за иднината, стравови да не успееме, стравови да не немаме пари. Еден куп стравови, но ќе видиме дека многу од тие стравови, ако размислиме, воопшто не се наши. Ако ставиме на хартија стравовите кои што ги имаме за сегашноста, за иднината, за минатото, ќе видиме дека многу од тие стравови се стравови кои што се многу слични или идентични со стравовите можеби кои што ги имала нашата мајка. Или ние ги имаме се стравовите за децата, истите стравови кои што мајката ги имала за децата. Така. И гледате, не значи дека не треба да бидеме, ајде така да кажам, не предпазливи, него едноставно да предвидиме што добро или лошо може да се случи во животот. Гледате, тоа самиот ум го предвидува. Но некогаш имаме нерационални стравови. Стравови кои што стварно, ако размислиме, нема основа да се случат. Знаете, некогаш има една
на некој начин шега е дека грижата секогаш функционира затоа што 99% од работите за кои што сум загрижен никогаш не се случуваат. Во тој смисол демек таа функционира. Но гледате, кога сме загрижени, кога сме во страф, едноставно не живееме. А навистина, грото стравовите и грижите за кои што сме загрижени никогаш не се случуваат. Дури и некоја работа во колку се случи, ние можеме да бидеме со емоциите многу високо и многу полесно ќе ја соочиме и ќе ја пребродиме како потешкотија. Затоа што, гледате, кога сме во страф, ние исчекуваме негативна иднина и поради тоа воопшто не ни живееме. Поради тоа воопшто и не сме слободни, поради тоа и воопшто не тргаме. Начинот како да се справиме со овие работи е прво да препознаеме дали околу нас има некој кој што има дадени стравови и влијае негативно врз нас. Затоа што ако го препознаеме тој извор на страф, на негативна емоција, ширачи на страф, трговци со страф, гледате, едноставно некогаш околу вас имате луѓе кои што постојано ви пренесуваат застрашувачки коментари. Не знам, ќе се случи ова, или ќе има војна, или ќе нема пари, ќе нема работа за иднината. Секогаш имаат нешто да кажат кое што е поврзано со страф и ти го наметнува тој страф. И рековме дека не треба тие луѓе да ги осудуваме, треба да ги разбереме што им се случува на нив, но треба исто така да сватиме дека не мораме да го прифатиме тоа. Затоа што секогаш е нашата одлука дали нештото ќе влијае врз нас или не. Но многу е битно да ги препознаеме, да го освестиме како извор од каде некои стравови ни доаѓаат, за да можеме да се одвоиме од нив и едноставно да го продолжиме нашиот живот да го живееме, а да не се идентификуваме со нивниот живот и со нивните стравови да го живееме животот на ист начин како што го живееле тие. Затоа што секој од нас има наш живот, секој од нас има нешто кое што тој сака да го постигне и секој од нас има верба во себе. Не мораме да ја загубиме вербата, сигурноста и само до вербата, само поради тоа што имаме таков извор. Можеме да му помогнеме на тој човек, колку е волен, да му биде помогнато, како да го кренеме по тонската скала, да го разбереме, едноставно да му покажеме дека околината не е опасна, затоа што многу често ќе видите за луѓето кои што се во емоција страф, се што гледаат наоколу на некој начин е и нереално, поради тоа што самата идеја, самиот ум им налага да почнат да гледаат опасност и таму каде што воопшто нема. Можеме ли да кажеме дека стравот може да ги поништи нашите цели за иднината? Гледате, поради тоа што стравот, ако размислиме, е секојаш поврзан со иднината. Имате некој човек кој што има нешто и треба да отиде на доктор. Гледате, страв му е што ќе му каже докторот. И можеби ќе дојде на докторот ќе му каже што и да е, сега и више има страв со нешто друго. Дал тоа може да му наштети на овој или на овој начин и така натаму. Гледате, загриженоста е од креирање на некоја идна ситуација пред да се случи. Кога имаме страф и загриженост, ние проектираме нешто во иднината кое што се уште се нема случајно, ама ние мислиме дека ќе се случи. И на некој начин се бориме да го спречиме тоа нешто да се случи. Знаете колку напор правиме, колку енергија ни зема тој страф, поради тоа што наместо да дадеме енергија на нашата цел. Гледате што се случува кога имаме страф. Проектираме цел. Односно, кога имаме страф, воопшто и немаме цел. И затоа стравот ја ништи целта. Гледате, кога сме високо со емоциите, имаме едноставно цел и не сме загрижени дали ќе успееме или не. Знаеме дека ќе успееме, но дури и да не успееме, не сме загрижени затоа што едноставно имаме верба во себе, да знаеме дека и ако не успееме сега, ќе успееме наредниот пат. Видите, на тоа е сигурноста и само до вербата. Тој е човек кој што е високо со емоциите затоа што знае дека животот не е сериозен, дека едноставно животот игра и дека едноставно сака да го гледа на тој начин. Но кога имаме страф, кога имаме загриженост, фактички правиме повторно креираме иднина. Но креираме нешто кое што е негативно и се обидуваме ментално да спречиме тоа нешто негативно да се случи. И поради тоа стравот многу ни одзема енергијата и многу не уморува. Затоа што гледате, стравот е ментална работа. Стравот е нешто кое што ни се случува во нашиот ум. И се обидуваме некоја негативна идна ситуација која што подсвеста ни ја проектира, да ја откриираме и да ја спречиме. Само тоа да не се деси. Видите, цело време се обседнати со тоа. Само да не се деси ова. Па што ќе се деси ако ова се деси? Ме разбирате? Тоа не значи дека не треба да имаме решенија за негативните работи, но тоа можеме да го правиме од многу друга емоции и многу поубаво е. Видите, ние можеме да предвидиме дека ќе се случат некои негативни работи во нашиот живот. Животот игра. Секогаш кога имаме некоја цел, имаме препрека. Но гледайте, кога сме високо со емоциите,
не сме фиксирани на препреките толку многу колку што сме фиксирани на како ќе ги надминеме тие препреки. Видите, човекот за да излезе од страв треба да почнува да размислува во насока на решение кон целта. Луѓето кои што се хронично на страв обично немаат цел, поради тоа што прво нешто што го гледаат е секогаш негативното и препреката. И поради тоа не е лесно овие тонови кои што се многу, некои кои што е на жолтите тонови, некои кои што е на страв, да се разберат едни со други, затоа што едниот гледа бело, другиот гледа црно. Реалноста е различна. Но како и да е, кога сме високо со емоциите, кога имаме позитивни емоции, не значи дека не можеме да ги предвидиме негативните работи. Напротив, можеме да ги предвидиме, но со една леснотија, со една позитивност, со една верба во себе, можеме да ги надминеме тие препреки и гледаме кон целта. Стравот од друга страна ја ништи целта, поради тоа што ве тера да заборавите на целта. Поради тоа што не гледате веќе во слободата, не гледате во решенијата, не гледате во начините како ќе ги надминете препреките, туку едноставно гледате во стоповите и гледате како да се одбраните. Видите, кога човекот чувства емоција на страв, он е повлечен од животот и е во одбрана. Видите, веќе нема напад на животот. И кога кажам напад на животот, значи да го искуси животот. Поврзано е со тоа што го кажав на самиот почеток. Стравот не треба да се повлечеме, поради тоа што самата емоција ни налага да мислиме дека животот сега, кај да е, ќе ни зададе удар и дека нема да можеме да обстанеме. Напротив, кога сме високо со емоциите, знаеме дека секој удар можеме да го примеме, можеме да го надминеме, можеме да го решиме и на еден несериозен, убав начин, и тоа е убавината на живењето и постоењето. Направивме кратка пауза и се враќаме, продолжуваме со истата тема на која што разговараме и ги бараме и понатаму одговорите на тоа како да се справиме со стравовите од иднината. Со нас во продолжение повторно доктор Жарко Костич. Жарко, разговараме на доста интересна тема и веројатно дека гледачите кои што не следат пополека ги добиваат одговорите поврзани со тоа како да го совладаат стравот, што е страв и зошто се појавува, но можеме ли да кажеме дека човекот кој што живее во страв, кој што постојано е со некои стравови, се плаши да изгуби нешто во животот и едноставно постојано е во некој страв дека можеби ќе направи некоја грешка и нема да донесе правилна одлука? Да, гледате, ако размислиме кога сме биле помлади, колку сме биле безгрижни во врска со работите. Гледате, за работи за кои што можеби сега ни изгледаат како старееме, и тоа е доказ дека како старееме паѓаме со емоциите. Гледате, ке речеш, како сум можел тоа да го направам кога сум бил помлад? Како не сум се плашал? Гледате, не сме се плашеле поради тоа што воопшто не сме ни мислеле дека нешто лошо ќе се деси. А тогаш имаме вистински контрола врз животот. Ако размислиме, гледате, едноставно сте сигурни, не мислите на нешто негативно, сте волни да искусите, знаете било што ќе искусите можете да надминете и обично тие негативни работи не се ни случуваат. Нели, ако размислиме работите за кои што не плашат обично на некој начин подсвесно, знаеме да ги привлечеме или едноставно нешто да се деси, човек кој што се плаши многу да не настане ќе седне во автобус до некој што кива или кашла, така. Човек кој што не ќе или се плаши од дим или од цигари, едноставно димот оди таму, човек кој што е гадлив многу и се плаши од да не се разболи ќе најде влакно во јадењето. Гледате, станува збор за што е тоа што приметуваме кога не сме волни да бидеме. Тогаш не можеме да приметиме нешто убаво во животот. И затоа човекот кој што е во страв секогаш го приметува тоа што е опасно, дури и кога не е. Но нема да го примети она кој што е убаво, поради тоа што самиот таа емоција на страв му налага да се фиксира за потенцијалната опасност која што обичаено и воопшто не се случува поради тоа што е имагинација, една испревртена реалност која што нашата потсвест ни го наметнува од минатите загуби, трауми и работи кои што ни се имаат случајно како негативни работи. Може би имате некој човек кој што видел како куќа изгорела кога бил мал, или што и да е, мајка му рекла: "Мораш да внимаваш, пази секогаш да е се исклучено", и однаш има едноставно преголем акцент, преголема загриженост за работите кога ќе излезе од дома или како и да е да се однесува, поради тоа што веќе гледате стравот и нема ни контрола врз дадените работи кои што се случуваат. Гледате некој кој што воопшто нема страв или нема такво болно искуство, секако дека има контрола врз работите, нема достави така пегла кога ќе излезе од дома и така натаму. Но
Гледате, стравот исто така е поврзано со волноста да се биде исто така и поразен во животот. Ајде да разговараме за страв од иднината ако не успеам нештото да го направам. Знаете, мораме околу нас да имаме некојаш и вакви луѓе кои што се во хронична емотија на страх и тие обично ви ги прават работите многу сериозни ако не успеете во нешто во животот. Знаеш, ама еве се сите твои пријатели успеа, сите твои другари направија нешто, ти не си направил, не знам, сите луѓе формираа фамилија, ти не си, или сите успеа, ти не си успел уште, гледај колку години имаш, уште немаш тоа, тоа и тоа. Знаете, некојаш имаме околу нас луѓе кои што толку сериозно ги прават работите, да едноставно ние се блокираме, затоа што ни го фиксираат вниманието на нешто што е негативно. Знаете, за нас можеби тоа воопшто и не е проблем. И ако не се фиксираме на тоа негативно, кој што ни го наметнува околината, ќе имаме поголема шанса да го надминеме и да го решиме тој проблем. Колку повеќе имаме луѓе кои што едноставно не фиксираат на нештото кој што не сме го направиле, или дека ако направиш нешто кој знае што да ќе се деси во животот, го прават едноставно луѓе во кои што се на страв, животот толку многу сериозен и толку полн со последици, да едноставно ти почнуваш да имаш наметнати стравови, едноставно почнуваш да се кочиш и не го гледаш животот како игра, како нешто што е несериозно, како нешто што е убаво. Затоа што гледате, кога сме едноставно високо со емоциите, кога сме позитивни, кога не сме сериозни, кога сме волни да креираме, кога работите ни се забавни, тогаш имаме вистинска контрола врз работите. Тогаш магично се местат работите околу нас. И нема никаква магија која што е мистична и мистериозна. Ние сме магијата. Нашата позитивна енергија, нашата верба за иднината ја креира иднината. Видите, вербата во иднината, вербата во нас, вербата дека ќе бидат работите успешни и добри во животот без загриженоста и стравот, е тоа кој што ги мести коцките на магичен начин животот да се деси како што сакаме. И нема друга магија. Ние сме магијата. Ние како битија. Ние кои сме високо по скалата на емоции можеме да искреираме и да направиме се што ние го сакаме. Поради тоа што нашиот универзум, нашите мисли, нашите позитивни емоции се доминантни во физичкиот универзум и го прават на магичен начин тој да се подреди на нашите желби и она што ние го сакаме. Колку повеќе внесуваме страх, толку повеќе го губиме нашиот универзум, толку повеќе се губиме ние, толку повеќе почнуваме да даваме акцент на физичкиот универзум и дека физичкиот универзум е нешто кое што може да му наштети на нашиот универзум. Но гледайте, кога сме дошле веќе во таков стадиум, до толку сме се редуцирале како битија, до толку сме се смалеле, до толку не нема, до толку некој ни е подкопал сигурноста и самодовербата, да едноставно почнуваме да бараме заштита од физичкиот универзум. Гледайте, може да имате луѓе кои што до толку немаат сигурност и самодоверба да едноставно колата или финансиите или што и да е замеза за таа сигурност и самодоверба. И нема ништо лошо да се има. Се е материјално, но при тоа е многу битно да се има и сигурност и самодовербата која што ние имаме, а не нешто друго да ни ја даде таа сигурност и самодоверба. Рековте дека треба да гледаме на животот како на игра и така и да го живееме. Дали можеби тука лежи клучното решение за тоа како да се ослободиме од стравовите, да го живееме животот како игра и тогаш веројатно дека нема да имаме стравови. Баш така, колку е убаво кога ќе видите човек кој што е високо со емоциите, кој што е насмеан, кој што може дури во некоја негативна ситуација едноставно да ви внесе оптимизам и позитивност. Гледате, тоа е богатство. Гледате, кога играме некои игри, кога знаеме дека игра, обично немаме многу страв. Поради тоа што знаеме дека ние нема да не снема од планетава, нема да прекинеме да постоиме. Едноставно знаеме дека игра. И без разлика да сакаме да победиме, поради тоа што играта и кога победата во играта ни дава задоволство. Но гледате, кога ќе загубиме, немаме страв, поради тоа што знаеме дека таа игра завршила и секогаш може да почне нова игра. И тоа е убавото кога знаеме дека играме некоја игра. Видите, во животот почнуваме да играме знајно некои игри. Но толку почнуваме да бидеме внесени во тие игри, да на крај прекинуваме да мислиме дека тоа е игра. Ете, работите стануваат сериозни. И едноставно толку сме внесени во проблемите. Имате дечко и девојка кои што почнуваат врска на почетокот и знаат дека игра. Но после неколку години, после многу кавги, гледате, више не ни знаат дека игра, или играта више не е игра, толку е сериозна да луѓето едноставно не сакаат да ја креираат, или едноставно ќе отидете на работа, на почетокот колку тоа било све убаво, колку било игра, колку било несериозно, колку било креативно, и ќе се судриме со проблемите во животот, тие крадат дел од нас
работите стануваат сериозни, толку многу сме навлезени во таа игра да едноставно да можеме да се одвоиме од таа игра и да видиме дека стварно е игра. Да погледнеме во неја како игра. И ако го погледнеме стварно животот како игра, затоа што ги има сите правила на играта. Видите, секоја игра има цел, секоја игра има препреки, да дојдете до таа цел, секојаш имате опоненти, нешто кое што ќе ве спречи да постигнете таа цел. Исто и со животот. Која цел да си ја зададете во животот, тоа се случува. Имате цел, имате препреки, имате работи кои што ќе ве нападнат вас, имате едноставно, гледате, секој човек сака да е дел од некоја игра. Замислете кога не би бил дел од некоја игра колку би било досадно. Дури и стравот како емоција, можеме да кажеме дека е интересна емоција поради тоа што докажува дека сме дел од некоја игра, но не да стане надвор од наша контрола. Видите, имаме страх кој што можеме да го контролираме и страх кој што не можеме да го контролираме. Видите, кога знаеме дека имаме некоја игра во животот и сакаме нешто да постигнеме, едноставно ќе ни затропа срцето. Може би, не знам, е тоа, девојката со која што сакаме да бидеме, да го добиеме работното место кое што го сакаме, имаме некој страв. Но едноставно тој страв знаеме дека треба да го надминеме. И сме во контрола на тој страв. Многу често во животот добиваме нереални стравови, нереални мисли. Едноставно стравови кои што не се поврзани, едноставно не ни прават да го живееме животот убаво. Поради тоа што пак ќе кажам, стравот не тера да не сме дел од животот, да се повлечеме сакаме од животот, поради тоа што не сакаме да искусиме нешто. За да го снемаме стравот, мора да сме волни да комуницираме со тоа. Видите, стравот фактички не налага да не комуницираме со нешто. Ако се плашиме од некој куќа или ако се плашиме од лифт, или што и да е да ни предизвикува страв, окей, ајде да го соочиме. Ајде да го допреме куќето, ајде да го допреме ножот. Што е тоа што ни предизвикува страв? Сме се изгореле од пегла некогаш? Океј, може сега бегаме од пегла, но ако ја допреме, ако влеземе во комуникација со тоа нешто, ако го соочиме тоа нешто и комуницираме со тоа нешто, ќе видиме дека не е така страшно. Можеби се плашиме од шефот, затоа што многу луѓе ни кажале дека е ваков, онаков, таков и каков и да е. Затоа што ги имаме тие луѓе кои што едноставно тргуваат со стравот наоколу нас. И некојаш имаме предрасуди за многу луѓе, кои што навистина не се такви. Но што прави таа околина? На некој начин не тера да се повлечеме од комуникацијата со дадени луѓе. Напротив, треба да влеземе во комуникација со некои луѓе, едноставно колку пати ни се случило во животот сме се плашиле од некого или сме имале такви некои предрасуди и идеи за некој човек и кога ќе влеземе во комуникација со тој човек да сватиме едноставно дека тоа е илузија, дека е нешто кое што го немало, дека е нешто кое што го наметнато. А како го снемало стравот? Го снемало стравот на тој начин што сме биле волни да комуницираме и поради тоа што сме го запознале тоа нешто од кое што се плашиме. Видите, за да не се плашиме од работите околу нас, мора да ги запознаеме. Ако се плашиме од животот, мораме да го запознаеме животот. Од што и да се плашиме, треба да бидеме волни да бидеме во комуникација со тоа нешто и да го запознаеме. Поради тоа што животот е комуникација, животот е восприемање, животот е соочување. Стравот е нешто кое што на некој начин воопшто не е исплатливо. Прво поради тоа што 99% од работите се нереални или 90% од работите се нереални, едноставно ни се наметнува некоја нереалност која што стварно кога ќе ја соочиме, кога ќе видиме дека навистина сме се плашиле за џаби. Второ, поради тоа што на некој начин не тера да влеземе во едно буре, да се заштитиме од наводните проблеми и негативни работи во животот, но тоа што сме стварно во едно буре влезени, не го искусуваме животот. Целта ни е со оваа емисија да ги натераме луѓето едноставно да искусат што повеќе од животот и живењето, да го запознаат животот и живењето, да ги запознаат проблемите со кои што се соочуваме, за да едноставно може да се изгубат стравовите и на тој начин да живееме повеќе, подолго и поубаво. Тука сме некаде кон крајот на денешното Откриени тајни. Од она што секако разговаравме во претходните 30 на минути, можеме да заклучиме всушност дека човекот кој што е волен да победи, но и да биде победен, човекот кој што е спремен да ги поправи работите и да признае можеби дека некогаш погрешил, човекот кој што знае да донесе одлуки, умее да го живее вистински животот ослободен од сите стравови. Ако не сме волни да искусиме пораз, ако не сме волни да искусиме болка, ако не сме волни да искусиме нешто негативно, тогаш секојаш ќе стоиме на работ во животот и никогаш нема да зачекориме и да го контролираме и живееме животот. А начинот како да го контролираме животот е да сме свесни дека во животот има и добро и лошо и да соочиме и добро и лошо и да сме волни да го искусиме животот и живењето, а тоа значи
дека треба да искусиме и победи, и порази, и добри и лоши одлуки, и она што е негативното дека секогаш можеме да го коригираме, да го направиме позитивно и да го направиме добро. Жарко, ви благодарам што денес разговаравме на оваа тема која што беше на барање на нашите редовни гледачи и секако сигурна сум дека низ целиот овој разговор успеавме да извлечеме заклучоци како да се ослободиме од страбовите од иднината и дека пред се нашите гледачи се задоволни од оваа денешно откриени тајни. Ти благодарам, Сања, благодарам за нашите гледачи и воколку останавме деноречени, ако сакате да знаете нешто повеќе за оваа тема или за било кои други претходни теми или нешто што сакате да го чуете за иднината, слободно искомуницирате со мене. Идам волен, секогаш сум волен да одговорам на сето она кое што го знам, да ви помогнам со било какви проблеми, за да можеме да го направиме вашиот живот поубав и поинтересен. Имајте убав ден. Пријатно. Тоа беше се за денешната откриени тајни. Сигурна сум дека уживавте во разговорот и дека следната сабота повторно во 11 часот ќе бидете на програмата на телевизија 24, чекајќи ја новата тема. Но до тогаш секако социјалните мрежи се тука да ве потсетат на сето она што денес зборувавме, но да се навратите можеби доколку сакате и на претходните изданија на откриени тајни кои што се достапни на Facebook страната на доктор Жарко Костич. Имајте пријатен и убав ден.